Значи нашиот фестивал на хумор и сатира и Виница. Јануари обично не е месец на културни активности, пред се заради затоплувањето. Денес се гости едни од најпознатите актори во оваа бранша во хуморот и сатирата, најпознатите афористичари, Миле Георгиевски од Делчево, Васил Колевски од Скопје и Миро Георгиевски од Виница. Значи го сметаме веќе за Виничанец, затоа што и Васил Колевски и Миле Георгиевски се директни учесници и можеме да кажеме основачи на фестивалот на Виница, значи на почетокот на 90-ти година. Од мене за сега толку, затоа што ќе оставиме простор повеќе за самите автори и особено е че се задоволство да го најавам мојот колега Славко Ѓоргиев, ќе промовира една своја нова повеќе. Значи тоа не е непотизам, едноставно така се договорим. Зема контракт. Добро, јас нешто ќе сакам да ви пренесам малку, значи темата се вика македонски фламенко, моја обработка на Море Сокол при Владан Мирдар. Секогаш бар мене ми е пријатно да гледам овдека, каде и да сум, ако ме повикаат, веднаш доаѓам, затоа што Нара, Калето, Диното, нема што не ми е убаво овдека. Благодарам на Славко, а благодарам и на другиот Славко,
со прекрасната нумера, затоа што го одразува точно она што треба да го правиме. Именно да направиме корида, ако не се лажи. Ова е пред корида се свори, а афоризмот и карикатурата е баш онака. Бикови да се залетат. Ќе биде крваво, црвено. Освен ова, што дојдовме овдека да ги изложиме цртежите, фактички илустрации за прекрасните афоризми на моите колеги Миле и Васил. Не би сакал повеќе да се задржувам за представување на нив, затоа што тие се толку познати да нема потреба да трошам зборови и да взимам време, а и плюс нивните афоризми ќе кажат се за нив. Тоа се ипак не балкански, не осветски афористичари. Освен ова изложба, доле исто така има изложба, која што ќе видите, а повеќе за неја ќе каже Миле, бидејќи тоа беше и организатор, иницијатор и се она што беше направено на ептен високо ниво. А јас би сакал овдека да кажам сега, да уште давам со такви некои, можеби, тешки муабети. Зошто е денеска избран баш овој ден да бидеме овдека и да направиме една презентација на афоризми, па дури и на сатирични цртежи. Именно сакам да се знае дека пред едно 150 години, значи 1864 година, во Цариград се објавува првата збирка на афоризми и сатирични цртежи од нашиот голем преродбеник Јордан Константинов Джинов. Сега објавена во Цариград, затоа што во Македонија не може да се објави. Ништо не е сменато и ден денеска, Васил може да ви потврди, мора на страна да се објават книги на афоризми. Инаку Джинот, откако ја објавил книгата, се дознало секаде низ Македонија, па и она Турска империја за објавена книга, а освен таа книга, во тоа време почнало да се прават низ Македонија анови, па и кафани. Кафаните биле веќе нешто европско. Една од тие кафани е направена во Скопје, значи се зборува за таа година кога е објавена книгата за афоризми на Джинот. Во Скопје кафаната Газда Митре ја нарекула Европа од десната страна на реката Вардар, таму кај што е Пелистер. И Газда Митре тражел луѓе кои што ќе можат да ја отварат кафаната и некој му дошепнал дека Джинот направил некоја книга која што ќе биде соодветна да се отвори кафаната, значи негова промоција на збирката на афоризми. Кажено, сторено, Митре го викнал Джинот, се договориле цела година да он јаде, пие на тоа што ќе учествува во тоа отварање. Митре собрал, односно пуштил по Скопје дека ќе се отвори неговата европска кафана со име Европа. Джинот исто така веќе бил спремен, бидејќи прво отварање негде јануари, февруари, значи ова време, исто ладно како и вие сега овдека, сега да не смрзнат гостите, освен пиењето што ќе ги загре, внел ќумбечиња, ќумбиња, донел јаглен, па и јагленот некаде од овие краишта, од Беровско, од каде го носел дрвениот јаглен, запалил ќумбечињата и Джинот почнал да чита. Ние одека со афоризмите, чита Джинот, али она ќумбечињата не влечат, него димот останува се во кафаната. Скопјаните од оној дим, од оној чат веќе не се ни гледат. Не само што не се гледат, плачат, солзи ронат. Притока на Вардар станува од нивното плачење. Джинот чита од она негова збирка. На крај кога завршува, гледа таму публиката расплачена, црвени очи и вика коментарот негов барон како што го пишува во автобиографското на негово издание, вика секаде кај што ги кажував и читав моите афоризми сите се смее. Само скопската публика плаче. Тоа е права публика. Тоа е разбирање на моите афоризми. Ова ми беше само да видиме сега после слушањето на овие афоризми дали вие ќе се смеете или ќе плачете. Јас би толку за почеток, сега би го замолил.
Ајде прво да почнеме со афоризмите, на крај ќе видите изложбата малку повеќе. Стално ме лесно од мене, така ја се научи. За сатирата не би сакал многу да кажам, исклучително тежок род е литературен, ова не се изучува ни на факултети, ни не се, затоа што историјата на сатирата е многу лоша, да не ви држам многу предавања, уште во римско време, кога пишувале за сатира, некој, ако сакал да искритикува некој тогашен великодостојник, утреден тој човек обавезно немал рак. Така да во Рим ги препознавале сатиричарите по тоа што немале раце. Единствен човек кој успеал да преживее у тоа време 90 години, тоа било и немогуче да се преживее, бил Јувенал. Јас мислам дека ќе остигна, пошто имам план преку 90 да преживеам. Пишуваме сатира, зошто ќе не прашаат некој или некој пишуваат, што е разлика меѓу хумор и сатира? Хумор е она кој се смее човекот и си оди дома насмеен, на сатирата ние мора да ги насмееме и ние да ги замислиме. Пишуваме реално до она што се случува во нашиот живот нормален, така да јас имам влезено и во политиката, бев градоначалник, директор сум бил на фирми, на сите работи, така да мене никој не може да ми замери, а во последно време се јавуваат и добри работи, што политичките работници седат во првите редови, сега не знам тука сигурно не сте вие можеме, седат и се смеат на нашите афоризми, што е добро, значи немаме шанса да заглавиме. Јас би почнал одма да читаме афоризми, затоа и дојдовте вие. Ке читаме по 10 афоризми така, убаво би било да аплаудирате, да помислат луѓето дека Бог знае што се правиме, инаку да знаете секојаш ќе критикуваме себе си, преку себе си, жената, моја свет и работи ги средува. Нема да ми замерите ако нешто сгрешиме, ако некој се препознае, целта на сатирата е тоа, веруете, дома кочијете многу среќни луѓе ќе видите. Еве да видите дека јас знам да критикувам и наши работи и ќе почнам од. Повеќе ја сакам владата отколку жената. Владата поредовно ме секса. Нормално е политичарите да земаат поголеми плати од поповите. Повеќе луѓе закупуваат. Тоа што ни е зинат газот, добар е предуслов за влез на странскиот капитал. Јас можам луѓе да јадам 3 пати на ден. Тоа не е секс, па да се уморам. За проститутките нема место во политиката. Веруете ми, луѓе има поголеми курви. Денес е тешко да се биде македонец. Едно газе, а многу кандидати. Опозицијата и позицијата само на едно место имаат исти став, во тоалетот. Нашата земја е гостољубива земја. Тука дури и ние македонците почнавме да се чувствуваме како гости. Човек без заби е почитуван член на семејството, помалку јавен. Тешко на нас македонците ако денот по утрото се познава. Македонецот рано на сабајле прво иде по Кенев. Убаво е македонецот да има повеќе кози. За секој комшија по една. За да му помогнам на македонското стопанство, јас ќе отворам банка за сперма. Почетниот капитал ми е при рака. Па сега би може да биде да продолжи. Привилеји вас е нешто повеќе удри на политика. Јас повеќе ќе читам народски работи, а и сами знаете дека треба да ја победиме белата чума, а едни од предусловите се и тие еротски афоризми или и еротски карикатури. Конечно и тие најдоа нешто заедничко во брачниот кревет, комшијата. Во креветот не се важни годините, туку минутите. Среќа негова што се сокри помеѓу ноцете на комшивката. Таму комшијата никогаш не би го побарал. Тешко е да се води љубов со сопствената жена, ама на мака се познаваат јунаците. Иначе не е ова автобиографски афоризм. Еве уште еден за кој ќе ве предупредам дека стварно не е автобиографски. Жена ми е нимфоманка. Малку е еднаш месечно. А сега еден типично мажки афоризам. Нема сите мажи рогови, туку само женетите. Не ја изневерувам жена ми по секоја цена. Одам во најефтините јавни куќи. Исто не е автобиографскиот иделчево немат јавни куќи. Сега еден малку помодерен афоризам.
Брачниот кревет му е како Фейсбук, полн е со пријатели. Еден благ афоризам, жена му е како бомбона, го остави без заби. Комшивката веќе не шири оптимизам, ги прекрсти нозете. Исто околу ширењето еден афоризам, колку повеќе жената ги шири нозете, толку повеќе му го стеснува видикот на машот. На жените не им е важно кој ќе им ги симне звездите, туку гачите. Еден школски афоризам, не постои училиште за секс, а и да постои, никој не би го завршил. Сите би сакале да повторуваат. И ѓаволот има жена, кој инаку би му посадил рогови. Е сега нешто за Сулейман Величанствени. За импотентниот султан харемот е промашена инвестиција. После третата чашка, јас и жена ми се спремаме за групен секс. Се вика не автобиографски, а овој нека автобиографски. Васил нешто почна, јас да продолжам, а именно, ајде да разбереме и да дознаеме нешто за таа сатира, карикатура, афоризам во Македонија, а во Македонија излегуваше Остен. Па би сакал да искористам оваа прилика да кажам нешто повеќе за историјата на Остен. Остен првпат се појавува негде така втора половина на 19 век. Го издаваат браќата Славејкови во Софија. Излегува, Бога ми излегува неколку години. Второто обновување, да така кажам, на Остен е 1945 година од страна на Славко Јаневски, Василije Поповиќ Цицо и некои други писатели, и тој излегува исто така неколку години. Е сега, ово ми беше малку и увод за да дојдам до третото обновување на Остен, чив сведок сум и јас, тоа е 67 година. 67 година исто клубот на писателите, односно, добро реков клубот, пошто таму се случува повеќето работи, друштвото на писателите решава да се обнови пак Остен. Ацо Шопов добива задача да го тоа направи и Ацо Шопов, освен што добива канцеларија, односно редакцијата се наоѓаше измеѓу кинокултура и киновардар во тоа тунелчето, пушта порака по сите градови во Македонија да дојдат сатиричари, афористи, овие луѓе што пишуваат афоризми, карикатуристи, за да Остен почна да излегува. Покрај другите доаѓа, односно е повикан и Баба Ружа, тоа е мајтапчија од Куманово, и како што доаѓа во редакцијата, на врата ја отвара вратата на Остен на вратата пишува Остен, ЗСМ, Сдружение на сатиричари на Македонија. Како што ја отвара вратата, натре ставени маси и почнува да ги чита имињата на масите. Јаревски, ова се се луѓе кои што се занимавале со сатира во Македонија. Јаревски, Елен, Козар, Курјак, доаѓа до Ацо Шопов како уредник и му вика, абе Шопче, ова ЗСМ, не ти значи Зоолошки сојуз на Македонија? Дали има некој што работи од црква, дека не црковно лице нема, нели? Да си зборам на раја. Во Библијата пишува не кради, ама каде се чуло и видело министар да чита Библија. За да бидам истински македонец, луѓе на комшијата му купив коза. Е сега го молам Господа му липса. Судено име на македонците и на албанците да живеат заедно. Жалбата не ја одложува извршувањето на пресудата. Некои луѓе се како гулабите. Кога ги храниш ти се врткаат околу нозете и гукаат, а кога ќе се најадат и серат на главата. Лесно се препознава македонски политичар кога е во Брисел. Нон-стоп зјапа по излози.
Оние кои имаат книжка и од власта и од опозицијата, најлесно ќе ги препознаете во црквата. Тие луѓе се крстат и со лева и со десна рака. Најпрво им велат дека за народот ги боли душата, а кога ќе ги изберите, потоа почнува да ги боли и некој друг орган. Во партијата немаме повеќе душевни болни. Откако ги ставивме на функција, се излечија. Нашата влада препорачува купување на домашни производи, но тоа не значи дека можете да купите некој пратеник од друга националност. Во цел свет позади успешен маж стои жена, само кај нас позади успешен маж стои партија. Политиката во нашата земја би требало да ја водат само жени што знаат да месат. Така народот не треба да се секира дека ќе остани без леп. Политиката е курва луѓе и затоа не е за педери. И курвите сакаат мажи. Иако немаме училиште за крадење, некои стана доктори за крадење. Нема проблем ако државата се подели за на два дела да не се плашите. Имаме будали за повеќе од две држави. Нашите гробишта работат како фабрики, затоа што фабриките ни стана гробишта. Денот редовно ми започнува со вестник. Тоалетната хартија ми е многу скапа. Власта мора да воведе веронаука во училиштата. Децата не можат само според билбордите да оценат кој е ангел, а кој ѓавол. Биле, продолжаваме. Јас пак ќе се задржам на еротика. Имам редовен секс секоја прва сабота во месецот. Мразам кога жена ми се меша во машки работи. Што има таа да ми кажува кога јас да ги мијам чиниите. Докажа дека е семеен човек. Наместо жената ја смени љубовницата. Откако се ожени, не зборува сам со себе. Не може да дојде на ред од жена му. Комшивката никогаш нема да го остави пушењето. Се плаши да не остане со празна уста. Ајде малку на политика, да не ме затворат, како е ратоман. Моментално сме во криза, а тоа кај нас се пренесува од колено на колено. Ние нема да умреме од глад. Кај нас тоа е природна работа. Кога сум на Фејсбук, не сум гладен. Постојано споделувам јадења со пријателите. Политичарите се хетеросексуалци. Тераат се по список. Нешто за комунизмот. Во комунизмот и сексот ќе биде според потребите. Значи, еднаш месечно. А сега, да ви признам за претходните избори каква глупост направив, гласав за десницата. Првата љубов никогаш не се заборава. А сега зашто се жали народот затоа што ниту една партија кога ќе дојде на власт многу не го шмиргла, а тоа е ради негогалат народот се плашат да не се дигне. Не ми пречи мобинг на работно место. Ми смета што шефицата е нимфоманка. Предолго не подготуваат за нудистичка плажа. Цел живот сме голи и боси. Не сум ни за антички македонци, ни за стари словени. Јас сум за нешто помладо. Миле го спомна комунизмот, тие 70-те години се цветаше на некој начин. Значи, освен сатирата, Остен, градовите исто така збукнува и сега да не дојде многу тука, да кажеме, комшински, соседски град Штип, исто така беше град кој што перспектива во секој поглед, покрај другото се направи Астимо хотел, па тие краишта, Астимо беше
своим за се. Во самиот хотел се отворија неколку сали, дансинг сала, бар сала и имаше и стрипти сала. Во стрипти сала, ако има тука моја генерација, знаете дека стриптицата беше Милица. Мисля, че не беше од тука, од некои краишта, делче на некој Милица се викаше, може да ја знаеш. И некој дошепнал на Штипјаните, вика, убаво се тоа, вика, треба малку и духовно да растеш тип. И они рачунат духовно, најбе овие карикатуристи, као важат духовите луѓе, па дух имаат сигурно, и не повика нас, вика, направете некој фестивалче ден, вика, колку да видат надвор во Господ Штип, низ Југославија, дека и ние имаме дух. Дојдовме, ние направивме тоа што направивме, 2 дена цртавме, изложувавме, и сега кога заврши фестивалот, како што беше ред да се направи банкет во сала во Астиво нов, се тоа, ние повикани, целиот персонал од хотелот повикан, повеќе луѓе, и Милица повикана. И тоа не беше градоначалникот, него председник на општината, и он таму, и Моне го знаете, тука ви Симон од Блатец, беше директор на културен дом. Моне треба да ги представува сега на председателот на општината, луѓето кои се заслужени за тој успешен фестивал. Ни почнува таму Дукан, Елен, Владо Јоцич, Дармар, Овој, Миро, и дојде до Курјак. Курјак беше Курнас, па карикатурите ги подпишуваше Курјак. И Моне вика, ова е Курјак. И станува Курјак. Ама станува и Милица таму од нота. И Милица вика, извини другар Моне, може би тој има алат, ама да му е јак, гарант, јас знам не му е. На вакви литературни читања, кога е обично зевањето почине од 4-тиот ред. Ако почне да зева некој, не се рачуна ништото, а иде напред. Ама од првиот ред ако почнете да зевате, тоа завршува. Значи слободно, ако ви е досадно, презевајте се и тоа е знак. Озбилно, не така. Јас немам толку искуство како Мирото, затоа што јас стално со главата сум бил вака и пишо и работи, бега од милиција, легла, гледале. И затоа јас само ќе ви читам. Јас сум во тие години луѓе кога ни председателот, ни премиерот не може да ме нервираат. Слабо гледам, а и слабо слушам. Тоа што телето преку ног стана вол не е наука, не е заслуга на науката, туку на избирачите. На следните избори јас ќе предложам да гласаме за Црнец. Барем народот има за што да се држи. Секој македонски патриот треба да има по 2 срца. За секој пасош по едно. Не одам во црква, ама затоа редовно одам во партискиот штаб. Денес луѓе, таму е Господ. Господ ги чува половината македонци. За другата половина нема потреба, имаат странски пасоши. Бадыјала му е на шарпанинецо, што е наша најквалитетна сорта, кога подлиците најубаво живеат. Купете си куќе ако сакате да имате вистински пријател. Тоа ќе ви биде единствениот пријател кој никогаш нема да ве лае. Денес одличните ученици работат во фирмите на повторувачите. Улицата се покажа како подобар просветен работник од наставниците. Иднината на младите во Македонија зависи од брзата трансформација, значи од академски граѓани во лигуши. Големите македонци никогаш не се со народот, или се под земја, или летаат во облаци. Во Скопје требаше да има геј парада. Јас израдов ја да учествував таму и не знам што беше како не се, ама имаше пријави бајаги. Така да очекувавме и политичари да се појават на геј парадата. Можно е на геј парадата да се појават и некои наши државни функционери, само за да покажат дека и тие имаат газ за нешто. Овие со партиски книжки се поинтелигентни од колку оние со дипломи. Овие со дипломи луѓе не знаат ни плакати да лепат. Многумина се уверија дека оделото не го прави човекот, особено оние кои цел живот носат работнички одела. Достоевски морал да пишува само за еден идиот. Нашите писатели имаат многу поголем избор.
Благодарам се, Емиле, пак. Миро Сокуријак ме посети на еден афоризам кој го немам тука забележано. Па викат, импотентните политичари најмногу се курчат. Тоа е за Миро. Никотинот убива, пушењето не. Жена ми е расист, ми го уништи црниот фонд. И во полицијата нудат алтернативни решенија, пентрек со 2 краја. Помеѓу политичарите и човекојаците има една голема разлика. Човекојаците немаат имунитет. Крали Марко гарант не е наш човек. Тој јавал конј, а нас не јаваат коњи. Инаку кога сме кај Крали Марко уште нешто, не опива легендата за Крали Марко, ама после третото шише. Продавам бубрек. Сакам и јас да живеам како бубрек во лој. Откако изгуби главата, сите капи му се померка. Ја изгубив главата. Го молам честниот наводјач да ми ја врати капата. Ме плаши гладниот народ. Веќе долго време уста не отвора. Голите се во предност. Никој не може да ги удри по джебот. Дарвин не бил во право. Од нашиве мајмуни никогаш нема да бидат лучи. Се уште малку околу женските прашања. Сезаме, отвори се. Ми доаѓа баба ми на гости. Светот е мал. Никако да побегнам од жена ми. Ако сакате жената да не гази по вас, дигнете и ги нозете. Комшивката ми ја уништи љубовта на прв поглед. Ги спушти ролетните. Миро. Ја да продолжам во тој стил, мислим, задните 3-4 афоризми. Тамо негде 90-ти, крај на 90-ти години, во Сипел, јас, Лила Филиповска и Мишко правевме некои емисии таму, тоа идеше ноќна програма, Несоница, Дандра, Мандра. Беа како што беа и пред Нова година, некоја си таму 90-та, доаѓа Лила кај мене, вика, абе Миро, вика, овие вработени, вика, од Сител ме замолија, вика, ако сакаш, вика, да облечеш, вика, да се направиш Дедо Мраз, вика, да облечеш бунда, капа, брада да ставиш, вика, дојдат децата, вика, од вработените, да ти кажат што пораки за подароци да им донесе Дедо Мраз. Ја гледам Лила сега е добра, тогаш пукаш, кој може нешто да ја одбие. Нема проблем, Лила, дај тоа што треба, се облеко како што треба. Лила ме гледа, леле, супер си, одма идам мојот Филип да го... А Филип беше нејзиното дете, она го влече се секаде по студијата, каде она да снима и детето беше со неја мало. Го донесува Филип и јас го ставам на колено. Дедо Мраз треба да го стави. Правам глас како Дедо Мраз. И му викам, внучко, Филипе, ај кажи му на Дедо Мраз, што подарок сакаш, тој да ти донесе. Детето му гледа, вика, овој стварно ќе ми донесе подарок што сакам. И ми вика, Дедо Мраз, јас би сакал ако може да ми донесеш, да ми дадеш, да ми подариш сестричка. Јас ја гледам, Лила се подпрела на тоа камерата. Е подигнала една ноза, носеше кратко. Тангата и се гледа. Горе,
90% градители бяха надвор. И му викам на Филип: Филипе, твой поздрав, ке мора майка ти да ми я пратиш да дойде ке те домрази. Око не се прозеват. Не примети ме, не, земайте си, ние ще ме приметиш, карете си далje. Дали дойде се тричка? Да. Не, супер. Не дойде да домрази. Супер сте, ние имаме читано некојаш и пред 5 луѓе. Идеме у Панчево, таму собираат луѓе, заврнува дожд, нема луѓе, пред 5 души. Седете, дечки, читаме до дање. Некој да не помисли овие афоризми политички што ја пишуваме, тоа е вокација кај луѓето, дека така поминуваме многу лесно. Јас кога бев млад уредник на студентски збор, лупнав еден афоризам кога не требаше да се лупа. А нов сте ви. Кога не требаше да се лупа. И ја тоа не знаеш што значи афоризмот. И ја пишувам животот е тргање, ако не тргаш ќе ти го тргнат. А тоа они одно од Новара го сватија дека е нешто политички. И дојде еден до мене, кој е Толевски, и ја, кога јас седи, дечко седнав, ме погари по глава, луѓе ко со турпија да ме глажи. Што си мислиш, што си сакал да кажеш, ја млад, зелен, кој ви писа, јас сум зелен прилично на свој пишување, но ја не мислам ништо, едноставно склоп на реченици беше тоа. А ме собраа 2 дена, ме испитуваа што сум сакал да кажам, моето потекло е страхотно лошо, кај идам ја војни се водат. Од Грција, моите мајка ми бремена, војната 46-9 со Егеција, во Унгарија 56-та, јас се раѓам таму, русите одат натака. Доаѓам у Македонија тука 2001 година, албанци ве удриле тука. Никако не си нема кај дида, ми се викам само со Милета. Сигурен сум таму ќе биде убаво. Да, и сега се навикнавме, више политички пишуваме афоризми, примерот типот на тоа, дека ирендентистите им е гале дали прават држава или дете, нив им е важно некого да сиеват. И никому ништо, нема коментари за тоа. Така да ова што го доживуваме ние тука, обично поише се плашат луѓето што не слушат и домашните. Пример, кај мене моите се умрени од страх. Баба ми и дедо ми се починат и тие. Така да мојот покоен дедо не само што се врти во гробот, него да извидите се усра. Значи тоа е знак дека ова власи на мртвите страх им тера у коски. Последната моја книга Библија за неверници пламна. Значи пола тираж отиде кај некој раце кај што не знаевме, а другата си се потроши. Значи луѓето е сакаат сатирата и сакаат да се дружат со нас. Нормално да бидеме многу коректни. И моите афоризми гледате се од приватниот живот. Ова се што гриев се ми се случува и со сопругата. Што го прочита дека поише сака владата, него жената стварно поише сака владата. И би сакал да влезам у влада. И не е чудно, мислам, не е лошо да влезам у влада, една будала поише. Не е ништо да имаме. Овците се посредни од нас. Тие барем не распишуваат избори за овен предводник. Голи оток е многу помал од Македонија, затоа имаше толку послаби резултати од нас. Вечно во Македонија вечно ќе владе она партија која ќе вети, ама и да оствари. Инкасаторот да не влезе во куќа пред да влезе платата. Македонија е подготвена за Африка, а имаме и собствено производство на хиени. Народот нема проблем со оние што се родени како телиња. Проблемите се јавуваат кога телињата ќе станат волови. Од спиење испотени стануваат само оние луѓе што се за жал гола вода. Во народните кујни нема потреба од мијење на чинии. Сиромасите се вредни, све излижуваат. Фотелите се за големи задници, малите не ги собира во нив. И докажавме на Европа дека не сме балвани, потонавме. Сигурен знак дека сте потонале е ако сите околу вас молчат како риби. Овие се филозофски 2 афоризми мене ми се случи во живот. Кога ме сменија од директор на една фирма, бе луѓе никој не се поздравуваше со мене више. Да, искрено ви кажувам, тоа е трагично, тоа и со Миле го правевме, ама тоа е. Ако молчењето е злато, тогаш македонецот нема потреба да трча по кредити, цел живот молчи. Од сите игри на среќа, македонецот најмногу губи на изборите. И еден литературен така ја го докажа дека е така. Шекспир ви гарантирам сигурно не бил македонец. Инаку од каде му инспирација за толку трагедии. Миле презиме пат се смеја. Да започнем со еден совет за невработените, како полесно да дојдат до работа.
Менувам 3 факултетски дипломи за една партиска книжка. Разликата ќе ја доплатам од првите плати. После следува на тој афоризам, после неколку години, овој ќе се надоврзе. Вика, да работам не само со задникот, немаше оку да ја укакаме работата. И кога ќе се прејаде градче, сиромавиот пука од среќа. На таа тема уште еден афоризам. Не мислат на народот, затоа им отвораат народни куњи. Денес во народната куња се делеше гравче. Таа вес далеку одекна. За оние што го насадуваат народот, секоја клима е погодна. И сега да одиме малку пак на еротика, да се вратиме. Не имоди математиката. Таа полека собира, а тој брзо вади. Не ја изневерив жена ми. Тоа никогаш нема да си го простам. Не е ова автобиографски. Мене денот не ми започнува со жена ми. Кога ќе ја видам, ми се стемнува. И кога избира помеѓу две зла, жената го избира поголемото. Нема кој да ја чува земјата. Никој не сака да биде страшиво. Ние никогаш нема да бидеме најголема нудистичка плажа на светот. Немаме излез на море. Силен е овој народ, затоа и го впрегна вјарен. Зове се толку. Не знам, има многу работи кои што би сакал да кажам од таа историја на хумор, сатира, карикатура, остен. Има тука и со Ѓорѓи, сликарот, кој што сега, може ли за него интересантно да кажам? Па да, може, пошто Ѓорѓи, кога беше 4-5 година, баш тогаш почна да иде во вториот остен, третиот остен, 67 година, он 5 година, заедно со Боројевиќ, учеа во еден клас, а класен им беше Боројевиќ, добар карикатурист, мада и Ѓорѓи покушуваше, пробуваше со карикатури, ама повеќе му оде оние, да кажеме, црквените теми, отколку што ги бркаше карикатурата и сатирата. А само сакам да кажам за она што им се случи на нив двајца, на Боројевиќ, али посебно за Ѓорѓи, а Ѓорѓи е од тука, така ли, Ѓорѓи е од Минилце. Убаво би било да знаете што му се случи и од каде стана толку славен и добар уметник. Таа година, они 5 година, Гуте им беше класен. Гуте, графичарот, добар уметник, работеше во училиштето Личеновски, средното училиште, и беше класен, и им дал задача да направат мозаици за следниот час, кога он ги има, и да ги покажат сите кои што биле во оделението уметници, средно уметничко. И им кажал од каде да собират каменчиња. Вика, има Зебарњак, тоа е на граница со Србија сегашна, Зебарњак, тоа е она битка, каде што базалт има убави камења, вика, камењ таму можете да најдете разнобоен, према тоа одете таму, собирајте, правете мозаици. И бидејќи ние се знаевме и со Ѓорѓи, добри пријатели бевме, и со Боројевиќ, они ми се јавуват на мене, јас сум од Куманово, абе вика, нема проблем, одиме ние тројца, се симнуваме од автобус, секој на своја страна, за да изабере, да собереме што по-убави каменчиња, по-разнобојни каменчиња. И собираме ние и се договараме кое време се враќаме јас, Боројевиќ, после нешто доаѓа и Ѓорѓи, ама он без торбиче со каменчиња, ама целиот се гледа тепак. Ѓорѓи, абе, пушти, вика, јас влегов, а таму имат недостаток на машки, така да ако некоја жена ќе види некој ќе помине машко, абе силно мило го влекува внатре, така и Ѓорѓи се излага, влегува внатре, ама Србинот се вратил
и си го добил она што си го добил, затоа беше целиот модар. Ја одам во Куманово и му кажувам на Гуте, викам, Гуте, бе, Гуте, добро, века. И он отишол и им ги бара на част, тамо да покажат сите што имат направено, мозаици, покажува тоа и знаемо дека Ѓорѓи нема ништо направено. Ајде, Ѓорѓи, ти, ја нема, вика, ништо. Добро, вика, а излези на тоа таблата, излегува с Ѓорѓи. Соблечи, вика, кошулата, Ѓорѓи ја соблекува кошулата, како што го тепал, и ова последен ден, да се направиле модрици, црвено, плаво, зелено, нема боја што нема. И Гуте вика, погледнете, колеги, вика, ова е уметност, ова е колорит. Овој човек ќе стане голем уметник. Ти кажеш? Кажеш. Што не се прозива? Нема голема таква заната. Али уште малце да се дружиме. Мене не било што до Веница никош не сум тука. Обично бев на коментар па тренер во Ѓорче коментал и одев јас само ми прашал си бил таму. Миро, ако има сала сум бил, ако не сум мртнал дин века. На првиот фестивал Монодрама тука доби прва награда и тоа беше све. Сега за анимацијата би отиде на друга страна. Инаку искрено да знаете, секогаш по ваквите политички афористичари добиваат исклучително добри понуди пред избори. Најголемите афористичари на Балканот што се Баљак, Чотилч и Симич, тие се тројца од Белград, тие се пратеници. Едниот и дури сега актуелен, 4 има мандати. Јас исто сум бил ВД градоначалник, советник, све и свашто сме поминувале. Ама сега некои работи не може да ги разберам, виши и тешко се снаоѓам, биле вие се снаоѓате добро, ме пратите убаво. Да, ја не можам да сватам сега што е тоа консензуален, како се викаше, консензуален? Да, консензуален кандидат. Никако да го ја разберам тој збор. После сватих што е консензуален кандидат, ама луѓето што ми нудеа се отидоа више тие. Конечно го разјаснивме терминот консензуален кандидат. Едва ми го кажа ја. Тој е кандидат за председател на Македонија, ама со две глави, за да може да носи и капа и кече. Лесно е. Висок функционер никогаш нема влезено во лудница. А и што бара човекот меѓу попаметни од себе? Македонија е земја во која секој може да прави што сака. И затоа ние луѓе ништо не направивме. Бидејќи музиката нема граници, младите со песна си одат од Македонија. Во нашата земја нема пазарна економија. Која партија ќе победи на изборите, гратис ги добива или ингурите од другата партија. Сукањето е македонска традиција. Додека едните сукаат ракави, другите сукаат мустаки. Од сите европски земји во Македонија се направени најмал број на операција на очи. Ние македонците очите самите си ги вадиме. Ни на психијатар не можам да одам како човек. Малку, па преку ретки ми влезе некој државен функционер. Во Македонија живеат многу народни народности, а верувајте ќе дојде еден ден кога ќе живееме и ние македонците. Жена ми е политичка нимфоманка долго време. Ниту една партија досега не може да ја задоволи. На нас македонците нема да ни пречи да не префрлат да живееме од Македонија во Сахара. Пустина си е пустина. Ако е точно дека Александар Македонски е закопан во Македонија, тогаш јас и Александар Македонски сме закопани во исти гроб. Нашата младина е како сонце. Изгрева на исток, а си оди на запад. Благодарам. Сега тука заокружуваме нешто, не знам дали ќе се повториме, инаку се договараме да е пократко, ама сега ќе видим. Цело време говориш да подолго? Да. Не сме заслужиле подобри политичари и нив ќе ги расипеме. Нашите предци биле упорни луѓе. 5 века ги чакале своите 5 минути. И раката на правдата има среден прст. Рајската идила ни ја расипуваат политичарите, само тие не се голи и боси. Време е за нови избори, не се живее од стари ветувања. Некогаш живееме од денес до утре, а денес од контењер до контењер.
На Балканот нема смртни казни. Тука сите сме осудени на доживотна робија. Се свртевне кон живееме од денес до утре. Пред бракот секс бомба, денес кашикара. Жилав е овај народ, тоа човекојаците најдобро го знаат. Кај нас нема човекојаци, сите преминаа на здрава храна. Демократијата е мртва, а за мртвите се најдобро. Време е за промена на визниот режим. Постојано не праќаат во мајчината. Надежта умира последна, значи ќе има кој да не закопа. Благодаря. Уште еден да кажам, затоа што ми даде идеја Миле, а треба и да го спомнам. Ефтин Проевски, чичкото на Тоше Проевски. Згодно е да се спомне, беше сатиричар, беше афористичар, до долго време работеше во Остен. Остен што беше по сатирата, тој беше таму и благајник. Единствена, можеби, мана беше што човекот сакаше малку повеќе да зборува за сатира, нарочито ако му налетеше некој што само што објавил во Остен. Значи, прво тешко објавуваше друг човек, освен него таму да се појави афористичар, а посебно ако не е квалитетен, тогаш па никако. Ама и ако му објави, после имаше обичај да му одржи такво предавање. Еден мој пријател, што беше каменорезац во Куманово, Јоцо, сега има кафана и тоа добро му работи во Охрид. Чум се вика, ако сте тоа е баш кај на пристаништето. Упорно пишуваше афоризми. Праќаше во Остен, никако да му Ефтин Проевски. После јас малку некои други и Ефтин му пушти едно два афоризма, значи тие до која година ќе се фати 80-тите години веќе. И пошто он и благајник му ги оценил 120 динари. Динари, 120 динари, и го вика Јоцо да си ги зима тие пари 120 динари. И како што си има Ефтин обичај, го седнува него карши. Сега не му ги дава благајник парите сете тука, овој Јоцо е од другата страна. И почнува да му држи предавање за како се пишуваат афоризми, што треба поента, ова, она. Море сат, море два и пол сати му држи на човекот предавање и едно време овој кога да земе воздух, Јоцо го прекинува, чекај автомалка. Знаеш ли бе ти Јоцо? А он е од Куманово, Јоцо. Која е најголема курва у Куманово? Го прави стиска, рамења, ефто, поима неом. Јас сум бе вика. Абе како такој? Абе вика, слушај, вика, у Куманово за 120 динари, да, за 120 динари, вика, 2,5 сата ти мене ме за само 120 динари, како да ти се најголема курва? Да го направиме овој последниот круг, и сам сосем доволен, верувате тука најдугачко читавме, макар да не бевме спремни. Ја лично без сценарија дојдов тука, не знам ништо, ќе зборам со Милета из глава така. Ќе гледаме другиот пат, ако вашиве луѓе тука фантастична работа, ми изненадивте пријатно. Ако не повикаат, тоа ќе гледаме да дојдеме и со книги, наши книги. Имаме издадено ја и Миле заедно, ако ги избериме, но 40 книги. Миле има, не? Дури ми е срам да кажуваме, него ќе речи вие, ја имам 40 дневе, така? А имаме 39 читатели. Треба параме некој за... Денеско Македонија е многу лесно да напишете книга, мај да ви да прочитајте, ако можете. Не знам дали сакате нешто да не прашувате, но присна си направивме атмосфера вака лесна, ако сакате може слободно да не прашате нешто што како врска со нашето работење, приватен живот, нешто што ви интересира. Ја би сакал у Виница се појават нови деца афористичари. Ние со Мило и со Милета не е дека пред едно 3 години направивме повторно вестник, тоа беше македонски Остен, електронско списание. Јас го водев тоа, они ми беа најголемите соработници, за карикатура беше уредник Миро, а Миле беше за текстови и план на тој вестник многу брзо низ Балканот, пошто многу тешко се објавуваат вестници, а потоа кога дојде Остенот, повторно ревитализирање на Остенот, Миро беше главниот за карикатура и он беше тој што не собра сите.
Ако имате нешто слободно прашајте. Не, може да ги прочитаме тие последните, така? Јас инаку се слагам секојаш со нашата влада, јас грците не ги сакам многу. Исклучително така еднаш по месецу ги сакам кој идам на одмор. Токму, ова е душа, ми бара и мене како сите циганчи, јас сите и ја, со нив. Само геј популацијата во Македонија упати јасна порака до Грција. Г здаваме, име не даваме. За просечниот македонец, датумот за прием во Европската Унија е на второ место. На прво место, се уште му е датумот прием на плата. Во нашата фамилија јас сум власт, додека другите гледаат, јас јадам. Нашата земја е голема држава, затоа не собира во Европа. Бикот што седи не е наш човек. Да беше наш, ќе станеше и ќе одеше на повисока позиција. Покрај влада во сенка, Македонија може да има и влада за трешетки, а моментално имаме и кандидати за премиер. Го препознавате, нели? Ние македонците секогаш изгледаме пониски. Тоа е затоа што пред секого клечиме. Правдата е спора како келнер, ама и неја ако и дадите бакшиш, ќе побрза. На нашиот човек не му требаат менаџери, сам си се продава. На Македонија е плодна земја, што и да посееш, нешто ќе никне. Само политичарите наши никнуваат и каде што никој не ги сади. Исто ни се фаќа дали е народот слеп или водачот слеп. Ние онака со децени не одиме никаде. Кој тврди дека мојот народ е свиња, да даде Господ од иста корито помие да јади со нас. Богатиот македонец не можете да го кремирате. Тој кога ќе види дека гори, бега од Македонија. Ескимите не се потомци на античките македонци. Се гледа по тоа што немаат споменици. Европа бара од нас нешто ненормално. Бара да бидеме нормални. Сите ги бројат будалите во своите земји, само ние ги мериме. Затоа што ги имаме на кило. Главно прашање на Балканот сега моментално е водка или виски. Само ние во Македонија се тегавиме меѓу жта и салеп. И крај. Што ќе ни е голема Македонија? Па ние ова малата едва ме издржуваме. Јас од моје име благодарам. Во парламентот нема магарешка клупа. Малку една клупа за толку многу пратеници. Полека го губиме статусот на народ. Политичарите се во огромно мнозинство. Расширените нозе и челични порти отвараат. Царицата е нимфоманка. Даде царство за коњ, ама тројански. Во креветот не и се битни сантиметрите. Од многу глава не боли. Се вративне од мртвите и таму не сметаат за живи. Кај нас нема шанси да се направи секуларна држава. Ние се крстиме и на поповите, и на политичарите. Сега веќе измишав што чита, што не чита. Ние гласавме како овци, а тие од нас направија жртвени јагнина. Миро помагај. Кај нас коренитите промени не успеа, пак сме гладни. Водачот не е вегетаријанец, не му се сите овци на број. Неписмените политичари наместо пенкало го држат народот во раце. Благодарам. Ако сакаш за долната изложба, пијанички денови ги организираше многу успешно, беше би сакал да чујат
одека некој збор, некоја реченица да кажеш. Само накратко за изложбата што ќе видите долу, таа е во рамките на пијанечките денови на сливата кои се одржуваат во Делчево. Нова изложба овде тука ми се чини дека се околу 40 на карикатури од исто толку автори, од исто толку држави од различни меридијани на земјината топка. Новиот конкурс негде пристигна околу преку 180 карикатури. Меѓу овие карикатури кои тука се изложени, ќе ги видите и наградените карикатури, односно гран прито за карикатура ја освои нашиот познат карикатурист Блаже Докуле. Карикатурата е изложена тука. Потоа тука се изложени и карикатурите на добитниците на првата награда Ивајло Цветков од Бугарија, втора награда Сребрено буре освои познатиот српски карикатурист Саша Димитриевич, додека трета награда е еден од најголемите карикатуристи во светот, бугарскиот карикатурист Јовчо Савов. Покрај овие награди имаше уште 3 награди, специјална награда Митра Асади Иран, Доро Аксинте Романија и Љубомир Михајлов Бугарија. Телеграфскиот прилика толку е за овој наш фестивал, изложбата ќе ја погледнете долу, овој традиционален фестивал се одржува секогаш во рамките на пијаничките денови на сливата. Ви благодарам за вниманието што ме проследивте тука, уште повеќе ќе ви благодарам ако после ова не уапсат. Иако мислам дека Толески има право да го уапсат. Исправаше многу политика, а јас па претерав со еротиката, така да во различни оделенија ќе не сместат, така не уапсат. Ако има нешто слабо, каже. Ако не ви беше доволно одавно, јас да ве спрзнам уште една половина час. Од името на Домот на култура сакам да се заблагодарам на авторите кои беа присутни на оваа промоција, односно на промовирањето на овие афоризми. Да ви се заблагодарам на вас што го иструпивте ова латно, меѓутоа да беше друго нешто, значи немаше да истрпиме сите толку, значи било интересно, седевме сите на добри, колку беше 40 на... И за ова сообщението се хвала? Да. Јас сум време секојаш запсен, јас се бањам редовно. Не, ја мислам дека има нека. Благодарам се уште еднаш и благодарам се до вас. This happened once before. I get to your door. Нема го прилично. Нещо не беше да се гледа по време. Да, ето е. Точно, че да.
Значи, што е она што најчесто ве мотивира и инспирира во вашето секојдневие за да напишете некој афоризам? Па јас во оваа област сум преку 35-6 години, така да со тек на време сето тоа станува навика, обично од еден збор, од еден настан, од еден муабет со некој човек произлегуваат дали тоа било афоризам, пошто јас работам и хуморески, сатирични приказни, комедии, така да ние сме секогаш, барем на Балканот, на изворот на сатирата. И сме во предност од другите, например, писатели кои работат сатири, затоа што Балканот не случајно е епицентар на светскиот афоризам. Дали некој што се соочили со проблеми заради пишување? Со проблеми, најголеми проблеми, ние што пишуваме сатирани се финансиските проблеми. Например, Македонија, откако се осамостои, скоро ретко некој сатиричар да добил хонорар. Моментално немаме ни весник што се специализиран за хумор и сатира. Ние покушавме заедно со Талески и со Миро Ѓорѓиевски да го издаваме Македонски Остен. Издадовме некаде околу 10 броја и сето тоа поради немање на финансиски можности прекина. Обично се тие проблеми што ги имаме ние сатиричарите, а кога веќе немаме весник, зашто би имале други проблеми, немат што да ни најдат замерка. Колку младите се фокусираат или се ангажираат во оваа област? Па јас мислам дека овој фестивал што е во Виница и Виница Веритас, фестивалот во Делчево што е во рамките на пијанечките денови на Сливата, исто така интернационалниот фестивал за афоризам и карикатура што е во Струмица, дека овие фестивали се некој вид иницијална капсула да се појават некои нови млади автори. Еве за среќа да кажам, например, јас датирам со пишување уште од бивша Југославија. Во бивша Југославија ние во Македонија скоро да немавме женско афористичар. Сега веќе имаме, се појавуваат квалитетни афористичари од женскиот пол, да наречам, така да мислам дека работите со тек на време постепено ќе се менјаваат, односно ќе си дојдат онаму на свое место каде што треба да се. Денеска овде кад дојдовме, јас, Миле Ѓорѓиевски и Васил Толевски, да направиме едно сатирично кабаре, да се покажи во Виница дека продолжува она традиција на добри изложби на карикатура и сатирични денови кои што не достизале во минатото во Виница. Од овдека излегле доста голем број на сатиричари и карикатуристи. И овдека на некој начин не беше повод да се подсетиме за првата збирка на афоризми и сатирични цртежи која што е објавена пред 150 години од страна на Јордан Константинов Џинот. Значи да го удостоиме овој наш преродбеник со едно вакво сатирично каваре, каде што ќе можеме ние да прочитаме и да покажеме што сме нацртале и дали го продолжуваме она дело кое што го почнал пред 150 години. Иначе, што се однесува дека само сме машки, па тоа е тоа. Треба жените да се изборат, како во парламентот да има 25, колку што знам по закон треба да ги има од жените во парламентот, така и меѓу сатиричарите треба да се изборат. Препорачувам поупорни да бидат, за да можеме да ги пуштиме. Убаво ќе биде да имаме меѓу нив, меѓу нас, така е.